Денеска православните христијани го празнуваат најтажниот ден, Велики петок, денот кога е распнат Исус Христос. Му бил ставен венец од трње на глава и тежок крст на плеките кој го носел до ридот Голгота, каде што бил распнат. По патот бил плукан и навредуван од мнозинството народ. Од утринава во црквите, храмовите и манастирите се служеа царските часови, посветени на погребението Христово и неговото страдање, а се положи и плаштаницата на ковуклијата. Денеска, според кажувања на предците, и небото и земјата плачат и тагуваат заради неоправданото убивање и распнување на нашиот Спасител. Граѓаните ги посетија градската црква Свети Никола, како и црквите во Ново село и населбата Сењак. Најважно е да има здравје, мир и берекет, велат верниците, додавајќи дека овој празник се слави на најдостоинствен начин. Мир да има и слобода на луѓето, да си веруваме во тоа што си веруваме во Господ наш, во Христос. И Библијата не учи да биде мир се, да се слагаме сите со себе и тоа е. Само мир, здравје, да дава Господ се најубаво, радости во секој дом. Во е нашиот најголем празник, најрадосен. Значи, Воскресението Христово, секој христијанин го почитува и празнува овој најголем празник. Господ се тоа да дава мир, здравје на сите, живи и здрави да сме, да се почитуваме едни со други. Нема врска кој какви сме да се почитуваме. Тоа е. Се празнува, мислам дека се празнува. Јас дома со фамилијата празнуваме го сега. Другите како сакат и како можат. Велики петок се празнува со свети литургии и принесување на бескрвна жртва, со читање извадоци од Евангелијата од делот која опишува неделата на страдањата на Синот Божи. Времето на смртта и симнувањето на телото Христово од крстот во црквата се одбележува со вечерно богослужење и посебен ритуал на изнесување на покривката на посебно украсана маса пред олтарот, кој го символизира гробот на Христос. Потоа 3 пати се обиколува црквата со покривката што го символизира Исусовото погребување, придружено со звуци на тропала. Црвената прекривка на која се изнесени слики од Господовото страдање стои пред олтарот. Православниот канон за Велики петок предвидува строг пост со вода, а многу верници на тој ден ниту јадат, ниту пијат до зајди сонце. За овој ден црквата пропишува најстрог пост, денот да помине без јадење и пиење во знак на таговно сеќавање на настаните од она време. Покрај постот, на денот на христијанската жалост не се работи по дома ниту на поле.